Гостивар и натаму се справува со последиците од масовното труење. Над 1500 лица за неколку дена побарале медицинска помош, а само во последните 24 часа имало 260 пријави на случаи со стомачни тегоби. Забраната за пиење вода во меѓувреме останува на сила. Утринава на терен беше и министерот за здравство кој даде оценка за состојбата и најави на тамошни мерки. Во Гостивар е Дејан Трајковски. Дејан, каква е моменталната состојба? Тања, приемното оделение на инфективна во Гостивар е полно. Доаѓаат постојано граѓани со препознатливите симптоми, диареа, повраќање, по некои со температура. Што се однесува до хоспитализациите, повозрасни граѓани не се хоспитализирани, но хоспитализирани се 3 деца, но поради обсервација, односно докторите ги следат во случај да не дојде до одредена дехидрација. Покрај тоа, здравствените власти спроведуваат и епидемиолошка анкета, па апелираат до граѓаните да одговорат на истата, пошто и се знае дали има потреба да се прогласи епидемија во Гостивар. Предлагам тука да ги слушнеме изјавите. Нема бактерија. Тука се кажува дека има акутна инфекција, што покачени се малку леукоцитите, 10.000, 12.000 тука. Немаме други параметри покачени. Добро, што ви кажува тоа? Тоа ми кажува дека има некоја акутна инфекција, значи се работи некоја инфекција што не знаеме, никој не знае уште. Ние сме барале од пациентите да се направат анкети, да ги спроведуваме сите пациенти еден до друг, дали користеле иста вода, дали биле во ист регион или каде се насочени повише ситуациите, пациентите. Според првиот човек на здравството, мала е веројатноста над 1000 луѓе да јаделе на исто место, па оттаму смета веројатно дека причинител за состојбата во Гостивар е токму водата, но вели да не се избрзува со заклучоци. Веќе се работи на оние примероци кои што беа подигнати од водата, па тие да утврдат и детерминираат точно што се случува со водата на Гостивар. Предлагам тука да го слушнеме министерот за здравство Клековски, кој беше денеска во посета тука. Ова трае веќе 4 дена. Така да за мене храната е исклучена како логички исклучена како можен извор, бидејќи премногу денови се, премногу различни локации се да сите јаделе иста храна, бидејќи знаеме дека труењето со храна генерално се во продукти во кои се користат живи јајца, то се мајонез, сладоледи и слични работи, така да е невозможно сите да јаделе сладолед во иста соткара 4 дена пред, пошто нема истиот сладолед да биде веќе. Оно што може да поврзе волкав голем број на луѓе е заедничка инфраструктура, сепак е тоа водата, и второто што не можеме да го исклучиме е сепак вирусна епидемија, затоа се прават анализи за аденоирота вируси. Градоначалникот Лимани во моментов не е во Гостивар, но писмено ни извести дека се работи на расчистување на состојбата, воедно и упати апел до граѓаните да ја почитуваат забраната за користење на вода која ја препорача Агенцијата за храна и ветеринарство, воедно и понатаму стои на ставот дека нема никаква грешка кај комунална во Гостивар. Од друга страна, премиерот Мицкоски вели дека е шокиран од она што се случува, дека сите институции се на терен и најави дека одговорност ќе има. Да го слушнеме. Во овој момент сите институции се на терен, се превземаат мерки, се испитуваат мостри од водата и имаме процес кој што го води и обвинителството. Јас мислам дека многу скоро ќе се излезе со информација за тоа што се случило, кој е тој кој што дал наредба тоа да се случи, и се разбира дека ќе има одговорност. Нема така да помине случајот. Јас навистина не можам да разберам некои луѓе како може така дрско да се однесуваат и така несовесно да се однесуваат. Просто е неверојатно како така лесно ги прифаќаат овие работи и како се одлучуваат да прават вакви работи. За мене ова е се шокантно и просто со неверување е сето ова кое што некој таму го направил, но ќе има одговорност, разбира, и таа одговорност нормално понатаму во рамките на судски процеси ќе треба да се констатира.
Дејана, што велат граѓаните, како се снаоѓаат со забраната за користење на водата во овие летни горештини? Токму тоа, Тања, Гостивар е денеска како подвршник. Навистина е тука многу топло, кога бевме во автомобилот пред малку ни покажа дека и во близина на 40 степени, а вода за користење нема, она која што имаат во чешмите целосно неупотреблива, па гостиварчани пијат, а и готват со купечка вода. Од повеќето од граѓаните кои што ги сретнавме или одат на инфективна, или велат дека целото семејство им било со симптоми кои што ги имаат и оние кои што ги сретнавме пред болница, велат дека се навистина во една многу тешка состојба и очекуваат што побрзо да се санира овој проблем. Да ги слушнеме тука гостиварчани. Син ми е болен. Јас бев пред 4-5 дена инфузија примав и ја. Сега син ми е готовен со инфузија да примам. Вчера го имав внуката, завчера бев ја, пред 3 дена син ми, невестата и така. Па скоро сите. Не само семејството, него сите овие пријатели што познаваме, што издегуваме на кафе, скоро сите. Значи, оној податок што кажуваат 1200 луѓе само. Тоа 1200 луѓе може на дневно ниво да биде. Како се снаоѓате? Од каде пиете? Како готвите? Па готвиме, купиме вода од маркетиве. Што правим ништо, купиме вода на готово, со бурени тие. И со тоа куваме, и со тоа пиеме. Само за крај да подсетиме, вчера инспекциите кои што излегоа на терен утврдија на диво приклучена пумпа која во питката вода вбризгувала вода од Вардар. Институтот за јавно здравје подигна и мостри, се очекува за 48 часа од подигнувањето да бидат соопштени и резултатите и точно да се знае што се случува. Тања?